Иако владата ентузијастички најави дека Охридскиот регион е надвор од опасност, екологистите од Охрид СОС не веруваат во тоа, се додека јавно не биде објавен извештајот кој со 15 дена доцнење беше испратен до УНЕСКО. Сметаат дека владата нема ингеренции да одлучува за статусот на доброто, односно дали тоа ќе биде или не впишано во листата на светско наследство во опасност на УНЕСКО. Напротив, велат треба да се објави јавно документот и да се образложи конкретно кои мерки кои го гарантираат статусот на УНЕСКО се преземени. Најпрви на ниедна градба не е прогласен мораториум. Според најновиот извештај од ноември 2017 година на Меѓународната унија за заштита на природата, неконтролираната и нелегалната урбанизација на крайбрежјето е една од најсериозните закани за Охридското езеро. Ние не гледаме дека по тоа прашање е превземено нешто. Премиерот Заев пак вели дека владата веќе ги стопирала големите проекти опасни за градот. Укинат е планот за изградба на ски центар на Галичица, како и патот Охрид-Светинаум, а парите вкупно 86 милиони евра се пренаменети за изградба на магистрални патишта. Изнасилената најава на градби во Охрид е прекината. Охрид треба да се развива и Охрид треба да оди напред, но не преку вака изнасилени темпа како што беше проектите од Индија, од Дубај, огромни проектни документации затекнати во Министерството за екологија, за грандиозни хотелски комплекси, за окупација на се што значи тамо и природа, и богатство, и традиција, и култура, и слично кое што станало во Охрид, се откажа. Но од СОС тврдат дека тоа не е доволно и дека во моментот некои од заканите се уште сериозно го деградираат природното наследство. Огромни штети прават колекторскиот систем, огромниот внес на фосфор од реката Сатеска во езерото, прекомерниот риболов и загубата на блатните системи за кои велат дека не можат да се решат преку ноќ. Трајното зачувување на Охридскиот регион е сложен процес. Тој не се состои само од откажување од планирани патишта, ресорти и други мегапроекти. Тие бараат во следните денови извештајот да биде пласиран јавно.